кога криминалот цвета и мафијата прета, кого ке го повикаш? И јавал на тигар. На тигарот на национализмот кон бугарите. Мицкоски. Јавал на тигар. Вика, ој, фрле. 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 Он барем јава на тигар. А вас ве јава кој како стигне. Шо е боје, бе, фрле, а? Шо е боје, а? Шо мислиш, да јаваш тигар, било каков тигар, отколку да те јава тебе? А? Ја мислам боје да јаваш тигар, па како сака нека се вика тој тигар. Нека биде тигарот на национализмот кон бугарите, али некој требал да му помогне на Мицкоски. Немал, завеган бил. Тоа е, на таква ВМРО била таква некомпетентна, неспособна власт. Најде кој да збори за неспособност, ке ви кажам ја и за неспособноста. Знаете зошто СДС се најопасното тело во оваа држава? Најопасниот вирус во оваа држава? Затоа што немаат срам. Нема поопасно нешто од човек, група на луѓе, наречете партија, која нема срам. Која нема морален компас. Која нема трошка национално достоинство. Партија која ќе брише границата меѓу честноста, совеста и срамот. Помеѓу совеста и срамот. Помеѓу црното и белото. Помеѓу честа и безчестието. Да парафразирам еден српски писател, мислител. Што нели ние од српски свет сме јевира? И овој Стоилковиќ идел тамо негаде у појма неам, па се сретнал со обвинувања, па се сретнал Стоилковиќ со овие со ноќните волци на Путин, па тоа скандал. Скандал. Со кого треба да се сретне? Одредујете со кого ќе се сретне. И тоа било доказ дека сме ние српски свет. На крајот на краиштата, па и да сме. Знаете што ми се допаѓа кај оваа влада на ВМРО, ДПМН и Мицкоски? Фрле! И сите останати. Знаете што ми се допаѓа? Не навлегувам дали јаваат тигри, или јаваат жирафи или слонови. Ми се допаѓа што немаат илузии за Европската Унија. Оно што ви им го триете над глава, дека им е најголем греф во нивната политика, се изолирале. Европската Унија не ги гледала како партнер, хајде да плачеме. Не гледаат како партнери. Циу туп. Коњи едни шталски предавнички. Тоа е најголемата работа што имаат сватено дека немаат илузии кон Европската Унија. Човек кога нема илузии кон нешто како што Европската Унија, нормално е да си бара чаре. Ја тоа го кажам од првиот ден. Пошто јас лично, ја немам лично ЕУ симпатии. Знам што е ЕУ, многу ми е јасно што е ЕУ. Сум ја дефинирал 100 пати што е ЕУ. Тоталитарна фашизоидна творба, у која што нема трошка демократија, ако више збориме за демократија и за права. У таква ситуација, зашо некој не би јавал тигар на тигарот на национализмот? Зашо некој не би идел да се сретне и со Путиновите волци, и со волчиците ако треба? Мислам, зашто не би го правил тоа? Зашто не би одел кај Орбан? Ете кај Орбан е во Европска Унија, бе, дечки. Легитимно е кај Орбан да си идеме, да си добиваме кредити од Орбан ако паметно се искористат. У инфраструктура, у
се вложат у напредок на стопанството, отварање фабрики, курсе тресуладна вода, не знам, унгарски фирми тука, пирзони, мирзони. А? Зашо да не? Легитимно право е. Моја пријателка баш вчера ми кажуваше. Русија не знае што да ја прави на нафтата. Имаат вишок нафта. Да, санкции, ковајаги. Швајцарија иначе купува нафта од Русија, колку да знаете. Велика Британија такоđe. Не се членови на Европска унија, но има и членови на Европска унија купуваат нафта. Еве ви го еден Орбан, еден од најпознатите у Европската унија поше Црновца и моче у супата кога стигне на европјаниве. Нафта купуваат. Али русите имаат нафта. Многу нафта. И баш оваа пријателка ми кажуваше, била у Русија за новогодишни празници, ова, ми вика, со 20 евра го пуниш цел резервоар. Цел резервоар, 2 месеци возиш. Пошто и квалитетен е бензинот. Нафтата, бензинот, што да е? Дериватите. Кој не спречува нас у ситуација кога не уценува Европска унија, ни става и ултиматуми преку оној незиниот фашизоиден партнер? Зошто бе да не играме со сите? Кој ни забранува да играме со сите? А? Ви СДС, најмалце сте повикани да кажете било што. Затоа што вие немате срам. Затоа сте опасни. И затоа ја им велам на ВМРО-вците да бидат брутални со вас. У секоја смисла. Каква демократија, како и бе? Со вас нема демократија. Ако го сватат тоа ВМРО-вците, сега што го зборам, не уште 3 мандата. У наредни 30 години ќе владеат. Ако ме послушаат за оваа работа. Затоа што треба да знаат уште една ствар. Пак да парафразирам еден српски мислител, еден српски свет. Да парафразирам уште една ствар. Додека постои СДС како партија, драги ВМРО-вци, премиер Мицковски, да знаете, Македонија не мора да има надворешни непријатели. Надворешните непријатели можат вака легнати на она, како се вика, столица на клатење, со јастук под гзот, со коктел у рука, на некоја тераса, тука моренце овона, да пијат коктел и само вака да гледаат, појма неам, на монитор у Македонија, како СДС е уништил државата и како опозиција. Не им треба ниту да финансираат им треба. Абе ништо, само вака сите 4 увеси треба да чекаат СДС да ја подкопа Македонија. Власта, темелите, било што. Не треба ни да ги платат дури. Знаете зошто? Затоа што СДС е диагноза, тоа не е партија. Опасен вирус. Замислете го, најопасниот сој на корона, тоа се они. Или на ебола, рецимо. Исти курац. Тоа е диагноза. И колку побрзо ВМРО-вците го сватат ова и делуваат, ќе ги спасат и државата, и својот народ од големо зло. Од големо зло. Они се зло. Зошто? Пак ќе повторам, затоа што немаат срам. Човек што нема срам, нема ни совест, значи има психопатски менталитет. Менталитет психопата. Па сега вие видите што ви зборел, што ви кажал овој глумецов денес у ова видео обраќање. Оле, фрла! А што треба да јава Мицковски? Пошто очигледно сака да јава дечкото. Јавал тигар. На тигарот на национализмот и јавал. Мислам, сега немаше да се симне. Го јавал, така ви го. Сега немаше више да се симне. Го зајавал тигарот. Знаеш ли што е бе тигар да јаваш бе? Мислам, знаеш тебе кој те јаваат? Мислам, како е кој те јава никој? Опознато ти е тебе тоа. Имаат јавано. Не река не. Сега замисли, ој тигар јава.
А што треба да јава, бе? Мудар политичар, паметен политичар, кој е притеснет до зид, кој трпи илјадници притисоци, да си го продаде својот народ, кој е свесен во каков историски клинч се наоѓа неговиот народ и неговата држава, кој е свесен дека неговиот народ се наоѓа на граница на исчезнување, затоа што му е оспорен идентитетот од поголемиот дел од меѓународната заедница во заграда, читај Европска, пошто Европската унија, тука 500 милиони луѓе, него му го оспоруваат идентитетот. Плюс, уште некој фазла вамо тамо, што исто така, поради таа европска пропаганда, ЕУ пропаганда не сметаат за се, само не за македонци. Што треба да прави политичар? Што треба да јава? Кога се наоѓа под постојани уцени од соседни држави? Што треба да прави политичар кога во сопствената земја се наоѓа податак на партија безсрамници како СДС и на цела пета колона внатрешни непријатели поврзани со таа партија? Со сите невладини кои што произлегуваат, кои што се составени од кадар на таа партија. Што треба да прави? Кого треба да јава? Логиката е мудар премиер, кој што си го сака својот народ, застанува у таа ситуација зад својот народ. Приказните од типот дефокус, мефокус, дефокус, пошто нели они бизниси криминалци биле ВМРО, криминали правеле и мора сега ова да отвори приказнава за национализмот, јавање во тигар, демек народов да го дефокусира, демек ова е измислен проблем со Бугарија, тамо ќе ве дефокусирам, ние додека крадеме. Како можете да се занимавате да кажувате вакви ноторни лаги, ноторни дезинформации, кога проблемот со Бугарија е реален, уцената е реална, ултиматумот што ни го поставува Европската унија по диктат на Бугарија е реален, објективен. Како тоа мислите дефокусираат? Според вас треба да ги кренеме и ние рацете и нозете и нас да не зајаваат? Или да се свртиме на опачки, четвороношки, а терго, што би рекле латините, или од позади? Тоа треба според вас? Така ви кажува вашата бесрамност дека треба да направиме, да не го дефокусира народот, него е он да се натрти и него да го зајаваат. Ко вас што ве јава од 2017? О, вас ве јава у 15 пози. Толку пози на еден порнич нема да видите вас колку што ве јава. Само ве менја. Видите СДС. Тоа е биолошки факт. Сите сме ние цицачи. И вие у СДС сте цицачи, и ВМРО се цицачи, секој ваш член е цицач, јас сум цицач, ти си цицач, тој е цицач. Ние сме цицачи, вие сте цицачи, тие се цицачи. Од проста причина што ние сме сите припаѓаме во овој родов цицачи. Све што цица у природава животни се цицач. И китот е цицач. Кој не знае, еве да му кажам, факт е цицач. Морски цицач. И тука можеме сите да се сложиме. Сите сме ние цицачи. Проблемот е со вас, што сте вие и дудлачи. Тоа е она што ве прави опасни. Можеш да бидеш сувоземен цицач, морски цицач и да имаш достоинство. А ако си дудлач, као вас, тогаш ќе ви смета некој ако јава тигар. Мице, премиеру, да си го јаваш тигарот и чоко да не ти трепне. Јавај си го слободно. Се додека народот е за тебе,
играте за око за народот, народот ќе ве сака, народот ќе ве поддржи. Овие джукели бесрамни, можеме само вака да ги ругаме и да ги... Ќе речев да ги усрамуеме, дополнително ми текна нема срам. Мислите дека некој од нив што го гледа оваа родна ќе свати ја што зборам? Дека додека се они присутни како партија, како некои групици на моќ политичка, иако немаат врска ни со политика, но декларативно, додека постојат, а Македонија нема потреба од надворешен непријател. Никаков. Доволно се самодеструктивни. Доволно го мразат и го презираат својот народ да може да му нанесат секакво зло. Секакво зло. Погледнете им ги изјавите што ги даваат. Онаа будала ортодоксна. Некел, демек ВМРО пекал за предвремени избори, некел да се види со него, со Мичко, со премиерот, пошто они биле криминалци ВМРО-вци. Таа будала најде да збори за криминал. Што беше министер за здравство, сега што има лидер на партија. Што зад него има барем неколку работи за кои што до сега веќе требаше барем да биде отворено обвинение, ако ништо друго. Па нека се докаже на суд дали е виновен или не, но требаше да има отворено обвинение за многу работи. И пази, како се факторизира? Искочил на вакво, на телевизија, на медиум? Јас демек име под честа што ја немаат, они со ВМРО да разговараат за некоја техничка влада, за нешто за предвремени избори, демек они мислиш овој цел народ стои зад него, па добил сила, па уште се закајка, нема ја што да разговарам со нивето. Мивки најобични. Мивки. Ја не знам само како оние што се нарекуваат себе си новинари, како воопшто ви ги пренесуваат партиските ставови и не само тоа, како стојат зад вас. Сите оние што кобајаги се водат подкасти, моткасти, играат со вас заради ова или заради она, ве поддржуваат уставовите, како они не сваќаат дека поддржувајќи ве вас прават огромна штета. Не биле способни ВМРО. Сака да ви кажам еден непријатен пример. Дури завчера, 9 дена по трагедијата у Швајцарија, у ноќниот клуб Constellation, мислам дека се вика, Констелацион. После 9 дена, едниот сопружник, тој сопругата на газдата, после 9 дена беше викната во суд да даде изјава. Не уапсена, викната во суд да даде изјава. Излезе од судот слободна, без лисици на раце. Па дури даваш изјава пред новинари колку е многу жал за ужалените фамилии што загубија 40, за 40 загинати и преку 120 повредени у тој пожар, кој што е идентичен со Невокочани. Според околностите, според корупцијата, според начинот како се запали, според брзината со која што се одвиваше трагедијата, според бројот на жртвите, ако сакате. Знаете кој е разликата? ВМРО веќе во наредните 2 дена, тоест власта македонска МВР уапси преку 40 луѓе. Веќе бе уапсени во притвор беа. Швајцарија 0. Ги гледате изјавите, кој од вас ги гледаш изјавите на градоначалникот на Кран Монтана, никаква одговорност не прифаќа. Не го ставија у затвор неговиве, ниту пак за тоа некој нешто побара. Корупција класична, 5 години, никаква инспекција не поминала во локалот да провери
излези безбедносна состојба, противпожарни апарати, ништо. Излезите внатре во долниот дел биле исто така како во Кочани запечатени, но не е овој пат со клjuč со синџир, со мебел. И еден влез по скалите нагоре, кај што се искачат единствениот влез што го имало горе. Затоа изгинаа луѓе. И нормално ние што се запалија за изолацијата звучна, за реверберација нула на звук, нула. Помала реверберација на звук да има, за боле да појак да биде звукот доле кога се пушта музика. Тие се запалија. Никакво да. Тие не требало да се стават. Страхотно запаливи. Никој ништо не проверил 5 години. Шо мислите тоа не проверило? Ти го забораиле Кафичов? Не бе, луѓе. Таа фамилија, тие двајца сопружници, целата негова фамилија, ти мисла Морети дека се презиваат. Години уште пред 10-15 години, луѓе имале поплаки, токму за тој локал, за тој кафич. Дека понекогаш е прегласно, дека внатре не е баш безбедно, дека влагаат деца непунолетни на кои што им се дава алкохол. Збориме за Швајцарија, не за Македонија. Ви текнуе шо правевте, каква хистерија правевте со месеци. Демек Македонија, ова само у Македонија може да се деси. Тошковски оставка. Овој негу апси 45 души приведе, меѓу кои газдата и сите околу него, обезбедувања, све живо се приведе. У Швајцарија нула уште. Наводно ќе одговарале газдиве за убиство од небрежност, ама не се уапсени. Не се уапсени. Неспособни имаке. Ете ви ја Швајцарија. Швајцарија, збориме за Швајцарија. Не намалувам ничија одговорност, вина или споредби. Немај да ми ја го свртите муаветов. Сакам да ви кажам, оне што го зборев тогаш, нашата држава постапи релативно агилно и итно и брзо. Брза реакција имаше. Може би најбрза, еве сега се потврди со Швајцарија, за не дај Боже такви трагедии у регионот. Сопствениот градоначалник од своите редови партиски си го стави у притвор. Циркузи правевте, и Левица и СДС, циркузи правевте со месеци. Сега што им гукнете тамо нешто, што не се побуните, нешто демарш до Европска унија, швајцарците, види ги корумпирани, срам да име, не реагираат, никој нема уапсен. Ама битно е само да се направи филм, да се створи немир кај јавноста, вознемиреност, да се изматуфи, шо викаат битолчани јавноста, да се замајава, шо викаат скопјани јавноста, да се збунува, така што нонстоп ќе се тврди колку ВМРО е неспособен, колку јава тигри, јава слонови, јава жирафи, после ги јаде слоновите и жирафите поховани, и тие приказни нонстоп, еднаш ги слушавме, не ви проаѓаат више, ало, не ви проаѓаат. И нема да ви пројдат. Секојаш ќе се најде некој, вака како ќе излезе некој тие вашите перјаници, пропагандисти, секојаш ќе се најде вака некој што ќе одемистификуе неговиот фрајерлок. Како е, интелектуална импотентност е тоа. На изглед сме ние професори, интелектуалци, големи, све знаеме, многу сме прочитале, знаеш. А у суштина, ништо негово не кажува. Ништо негово што произлегува од него, автентично. Тоа е све форма. Форма на интелектуалец. Форма на ерудит. Форма на тип со енциклопедиско знање. Тоа е све форма. Тука нема ништо автентично. Ние тие во театар ги викаме шмиранти, кој излегува на сцена и фингира емоција. Фингира. Пошто нема ништо реално автентично во него, што излегува од него. Зад кое што стои. И како глумец, и како човек.
форма. И манир. Манир на интелектуалец, се пурата ќе ја запалим. Пушењето, пушење. 3 дена сите со пушење се занимава. Ви реков. Пошто припаѓаме на цицачи, Нормално е да бидеме и пушачи, али не е нормално да бидеме дудлачи. Ја, рецимо, ќе повторам пак, никој не знае, до пред 3-4 години цигара устани в стено. Кој ме знае, мислам тоа. Ја и денес да ме затвориш дома 5 дена, мене не ми текна на цигара. Нешто, некој кликер ми се упали, некој јасјаличко глава, која сум од друштво, тогаш палам, кој ми е интересно друштвото, мавето. Дома сам, луѓе, сериозно вика, не лажам, не ми текна, 5 дена затвориме, мене нема да ми текне на цигара. Чудна некоја работа, ама да, почна да пушам. И тоа не е добро. Шит, замислете, мислев дека тоа чудо никако живот нема да го ставам уста. Сериозно ви кажувам. Поготоа што копил кај мене дома, мислам, као да ти кажам. Сите у околина, освен еднава баба, сите пуша. И тоа страствени пушачи, онака сега, да не ви кажам. И мене тој дим не сум можел да поднесем. Ја ден денес, луѓе, јако ќе влезам у кафич, кај што се пуши, и кај што нема добра вентилација. Ја или сам со знак вака со тие вработините, викам врата, дотварам натре, не се седи, не можам да издржам. Ја не можам цигара да запалам ако ми е загушливо, како да кажа, ако ми е пуно со дим. Уже ја цигара да запалам, ќе се угушам. Што сакам да кажам? Друго сакам нешто да ви кажам. Внимавајте, разбирам све, значи почитувам некои закони, имате идеја, итана. Мора само да внимавате на една работа. Уведувате некои регулативи, закони, ќе бидат казните повисоки, понака. Значи само една работа, ова на власта се однесува. Значи внимавајте. Овој народ толку е тесковен. 35 години живее, како да ви кажам, од денес за утре. Притиснат од разни грижи, проблеми. Дали ќе преживее од први до први. Нема плата, има плата, мала плата, пензии мали, инфлација скапоти. Внимавајте, немојте народот да го како да ви кажам, да го притискате повеќе отколку што може да поднесе. И со закони некои нови, регулативи и со казни. Значи, тука водете сметка. Не може секој да плати казна 400 евра. Или појма немам за пушење колку ќе биде. Или некој, не знам, отворил нешто тамо, некој намерно запарил цигара, у тој момент да му науди, дошла инспекција, казни, го затвориле локал. Појма немам, тропам се малце, без вези, импровизирам. Зборам за поединците, највише ова ми се однесува на поединците. Значи, сега ако ќе биде ова регулатива со пушење со законот, значи да се знае точно, да има места, појма немам, категории. Пример, меана може да се пуши, национален ресторан не може да се пуши, внатре, не знам, ова не може да се пуши. Ова е супер што и оние со оние прдежине што ги пушат, овој ароматизиран прдеж, тоа како се викаат и ајкосови, мајкосови. Тоа е супер, тоа ви е топ, што го изедначивте и бетер со цигари го направите. Разбар дека и увозот нивни више ќе биде намален или забранет, или појма немам што, затоа што се далеку поопасни од она обична цигара. Тоа е ароматизиран прдеж. И добре е што го знаеш. Сега, до сега може внатре да пушиш со тоа ајкос, или како се вика, појма немам тие како ги викаат, а овој што пуши обична цигара не може да запали. А цела кафана на тој прдежот мириса, пошто сите такви запалиле. Нас, да ви кажам друга, никој не обврзува. Ова на власта се однесува. У смисла да си направиме закони, како да ви кажам, малце со човечки лик. Нека постојат.
нека се казнува. Малце да има човечки лик и тој закон и таа казна. Немојте луѓето уште повеќе да им ставате да им го стегате овој јаремот. Јажете околу вратот. Доволно се измачени овие 35 години. Појма неам, нека биде казна за пушење затворено за поединец, појма неам. 15 евра. 10 евра, 15 евра. Нека биде, не знам за шо. Ова Safe City и Maeve City се обраќаем прекршок, го фатила камера, го мрзало да заврти кај што треба, завртил преку дупла полна линија. А да не му земеш водачка, 400 евра казна, го видела тамо оддалеку камерата. Опомена, нека биде тоа, појма немам. И тука не знам дали да се гледа и ситуација се, некој, како да ви кажам, човек што сгрешил, геби га се случува, луѓе сме. Нека што не мукајат ќе направиме прекршок. Знаеме дека правиме ќе направиме прекршокот, у надеж дека ај сега кој ќе врти од онамо, или ми се брза, или нешто ќе свртам тука. Рипни го 100 евра казна. И тоа ќе му биде на човек што нема у животот многу, ќе му биде лекција у глава. Не му ја зимај платата. На некој име уште толку платата име 400 евра. За толку работат, греота. Тој си го ебал, утре нема да може нема да може утре децата у градинка со кола да ги однесе. Нема бензин да стаи у кола. У оваа смисла водете рачун. Нека има све. И ова што сакам да кажам, нас никој не обврзува. Ние не сме дел од Европската унија па да ги гледаме сите нивни факинг моронски регулативи и све да прифаќаме дека е тоа од Бога дадено. Дека се тоа некој Божи авторитет што ние треба све од нив да прифатиме. Зашто бе? Они нас не ебаваат. Шо има бе ние толку па нивните регулативи па да ги гледаме па? Ќе си направиме наши своји, како што ќе си направиме наш начин како да се извадиме од кризата, како да преживееме во оваа ситуација во која што се наоѓаме. Кај што очигледно во таа екипа нема да не примат. Доколку не станеме сите како што се СДС, безсрамници и тудлачи. Без тоа нема да не примат. Они македонците ги гледаат во своите редови само како безсрамни и како дудлачи. Без идентитет. Без личен опис. Па мислам дека дури и да ги прифатиме, не да го мислам, не го знам, дури да ги прифатиме сите услови, уцени од Бугарија, пак нема да влеземе у наредни 25-30 години. До тогаш, верувајте, Европската унија ќе се распадне. Сигурен сум. И не за 20-25, многу побрзо. Тиквата е пукната одамна. Мислите дека она што се нарекува Европска унија, дека она ќе остане онака сега како што е? Не бе, људи. Ќе ја снајде судбината на Југославија. У тоа сум 100% сигурен. Многу побрзо од 20 години. Многу побрзо. Така што многу паметно, и остали дудлачи, многу паметно игра нашата влада. Пак ќе ви повторам, што нема илузии за таа Европска унија. И тоа добро прави што си го бара чарето на други места. Не ноќни волци, директно ќе дам на кај Путин. Утре, емисар ќе му пратам од тука. Мене може да ме пратите. Еве, премиера, јас се нудам, мене пратете. Ја ви гарантирам, нафта ќе ви донесам. Ќе плаќаме сите по 30 денари бензин и нафта. Ја ви гарантирам. Пошто ќе ме види Владимир Владимирович. Ај се подмоче, рече на Александар Дугин, ќе му рече: брзо пелената е некој иде. Агент Куров. Така ме вика, нисам тамо, сум така познат. Го знаете. Да не повторям. Викаат, после Саша Тасевски бил безобразен, неинтелектуален, треба да се срами, книги што се посади. Не сум ги отворил, не сум ги прочитал. Сум глумел лудило, да бе, тие така тука дошле. Сум еден ден во минатото сум се разбудил и рекол: чекај книги да нарачам, мора да се продавам кај народот како интелектуалец. Сум се јавил у некоја книжара: дајте ми едно, поименам, 500 книги, да ги наредам на полица, нека ми седат, па ќе снимам еден ден кој ќе се појави Facebook. Знам дека ќе се појави, има едни двајца копилјаци, имаат една идеја да отворате да креираат една заедница интернет,
мрежа за комуникација, Facebook ќе се вика, па тоеш кој се појави Facebook, да можам да правам некои видео клипови, позади да има библиотека, да изгледам интелектуално и замислено. Пичку матер. Овој многу зборам. Мислам тука дека треба да прекинам. Терапијата треба да ја земам. Ајде, чао.